Злоупотребите на службена положба при јавните набавки, која беше избришена со спорните измени на кривичниот законник од 2023, ќе се враќа со предлог закон од група пратеници на ВМРО ДПМН, но казната пропишана не е како онаа што беше пред септември 2023, кога за ова дело функционер можеше да биде казнет од 5 до 20 години затвор. Сега се предлагаат казни до најмногу 10 години. Променета е и формулацијата на одредбата. Службено лице или одговорно лице кое е спротивно на закон набави стоки, услуги или работи, без да спроведе постапка за јавна набавка во случаите кога било должно да ја спроведе или направи измени на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба за време на нивната важност спротивно на закон над законскиот утврдениот вредносен праг, ќе се казни со затвор од 1 до 8 години. А доколку со делот од овој став е прибавена имотна корист од големи размери или е причината имотна штета од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од 4 до 10 години. За злоупотребата со која ќе се прибави значителна имотна корист или ќе се предизвика значителна штета, со вчерашниот предлог се предвидува повисока казна во однос на контроверзните измени, но пониска во споредба со старите одредби на КАЗЕ. Во старата одредба беше предвидена казна затвор од 3 до 20 години. Во новиот предлог стои казна од 1 до 8 години, а со измените од септември 2023 од 1 до 5 години. Во ставот 1 пак останува истата казна, а се враќа и искористувањето на службената положба како дејствие на извршување на кривичното дело. Повисоки казни се предлагаат и за несовесно работење во службата и за злосторничко здружување. Според предлагачите, со измените се заострува казнената политика, а ги анализирале и негативните последици од спорните измени на кривичниот законник врз правосудството и во борбата со корупцијата. При неговата подготовка користеле компаративна анализа, подготвена од Собранието. Го предлагаме овој закон за изменување и дополнување на кривичниот законник како законско решение со кое би се анулирала настанатата состојба и државата повторно би се вратила на патот на европските политики во сферата на борбата против организираниот криминал и корупцијата. Председателката на државата ги поддржува измените. Да, ги охрабрувам, бидејќи тоа е многу важна измена во рамките на реформите во судството. Да, и мислам дека треба да се усвојат час поскоро. Исто така укажувам на опасноста, не знам дали е тоа опасност, или на реалното предупредување од Уставниот суд, дека ако ова не се случи до крајот на месецот, дека тие може да посегнат по други мерки. Собранието треба да ја фати последната шанса што Уставен му ја даде до крајот на декември да ги смени контроверзните одредби. Но Законодавниот дом претходно не го испочитува ниту рокот од 6 месеци, што Уставен им го даде за да направат осогласување. Одговорот од Законодавниот дом беше дека чекаат предлог од владата. Иако во Министерството за правда токму на овие измени работеше експертска работна група, тие досега не стасаа во Собранието. Што се случи со тие измени? Конкретен одговор не добивме. Туку само дека Министерството за правда останува фокусирано на подготовка на нов кривичен законник.